Европската унија донесе политичка одлука дека Македонија треба да добие датум за преговори, но конкретен датум нема. Вака експертската јавност го коментира вчерашниот потек на Брисел. Аналитичарите посочуваат дека иако од државниот врв и особено од лидерот на владеачката партија беше представено дека датумот е завршена работа, сепак таков заклучок не постои. Поранешниот амбасадор Јован Донев вели дека кога некоја земја добива датум за преговори, тој е децидно наведен. Ние вчера дојдовме до политичка одлука на земјите членки на Европската унија дека се подготвени да отпочнат преговори со Република Македонија и Република Албанија за пристапување кон Европската унија. Друго не добивме ништо. Кога таа одлука ќе се реализира зависи од условите што ни ги поставија кон Албанија многу повеќе него кон Македонија. Генерално кон Македонија нема некои посебни барања. Мислам, ако се донесе одлука за одржување на датум, тоа би требало да биде. Меѓутоа, тој ќе треба да видиме на мајскиот самит во Загреб, дали во заклучоците стои отпушување на датум. За сега немаме ништо ние. Донев посочува дека одлуката на министерскиот состанок е повеќе од геополитички причини поради можното губење на позицијата на ЕУ на Западниот Балкан, отколку поради темелни спроведени реформи. Европската унија, после се тоа што се случи со коронавирусот и така натака, некоординацијата, семеизолацијата на државите, затварањето на граници и така натака, не даде слика добра за себе како целина, зборувам, државите ќе ги покажа многу себичност. И тоа остави лош печаток не само во светот, него остава лош печаток и по чеките на државите од Западен Балкан, кои што играат на картата на солидарност, една од причините зашто бараме приеме и солидарноста која што не се покажа во овој момент. Тоа е едната причина. Втората причина е дека Европската унија ја губи позицијата на Западен Балкан заради руското, кинеското и турското влијание. Министерот за надворешни работи Димитров вчера изјави дека Македонија конечно започнува преговори за членство. Денеска пак за Радио Слободна Европа на македонски јазик рече дека очекува годинава да започнат предпристапните преговори за Македонија. Лидерот на СДСМ вчерашната одлука на Брисел на неговиот Facebook профил ја представи како одлука и датум за почеток на преговори и како реализација на втората стратешка цел по влезот во НАТО. Вчера всушност министрите за надворешни работи преку видеоконференција дадоа зелено светло за заклучоците донесени на амбасадорско ниво. Европската комисија ќе ги спроведе подготовките, а првата меѓувладина конференција ќе се одржи во најбрз рок. Во случаите кога другите земји добиваат датуми за преговори, Европскиот совет носеше документ со заклучоци и конкретен датум кога почнуваат преговорите.